Во текстилните компании речи си да нема млади луѓе, а и оние кои работат се со просечна возраст од 40 до 50 години може да ја изгубат работата. Ова е заклучокот на Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи, кој неодамна посочи дека од зимјава заминуваат и странските партнери, што најавуваат намалување на работата. Има се уште во нашите конфекции луѓе кои се во средни години, да речеме, и треба уште 10-15 години до пензија. Ако дојде до поголемо намалување на работата, ќе се случи да дел од тие луѓе ќе останат без работа. Работата е дека и да немаме млади, подмладување барем овие луѓе да се дочекаат достојна пензија и да се заминат во пензија. Според Димитров, за намалувањето на работата клучни се два фактори. Едниот е тоа што во услови на криза текстилот секогаш подклекнува прв во однос на побарувачката, а другиот што зимјава нема доволно работна сила. Држави кои предничат во однос на работната сила се Марокко и Египет, и тоа ги прави попривлечни за странските партнери, иако во однос на цените не се разликуваат многу од нас. Тука има две причини. Едната причина е падот на побарувачката во Западна Европа, значи таму заради рецесијата, енергетската криза и така натаму, текстилот секогаш е тој што прв паѓа во однос на побарувачката. Имаме намалена побарувачката, што тоа и партнерите нема доволно работа или ги намалуваат своите капацитети. Тоа директно реагира кај нас, значи се намалуваат побарувачката. Но има и уште еден друг факт кој не смееме да го заборавиме, а тоа е кога доаѓаат тие 21-22 кои бара капацитети, ние се жалевме дека нема доволно работна сила. Дека Македонија нема млада работна сила која сака да работи во текстилната индустрија. Тие тоа го сватија и заклучија дека нема иднина овде во оваа држава за текстил. Димитров посочува дека главниот проблем е што недостига млада работна сила. Иако има недостиг на работници, вели Димитров, многу сектори не би вработиле луѓе кои се на возраст од 50 на години. Во Македонија има моментално недостиг за целата преводачка индустрија, дури и во тир зоните кои се субвенционирани на еден начин, имаат проблем со млада работна сила и секојдневно слушаме по медиумите бараат работници, но никој од нив нема да вработи човек што е 50-55 години, сакаат млади луѓе, така да мислам дека треба да водиме сметка барем овие работнички да си ја дочекаат пензијата. Компаниите и претходно посочуваат дека едно од решенијата и увоз на странска работна сила, а беше најавено зголемување на квотата на работни дозволи за странци од 5.000 на 10.000.